во врска со усогласувањето на пензиите, јас би рекла дека со новата методологија се постигна основната цел за пензионерите, а тоа е пензиите да се усогласуваат со дел од порастот на трошоците на животот и дел од порастот на платите, се разбира во еднаков процент. Благодарение на новата методологија за усогласување на пензиите, во 2022 година сите пензии беа усогласени со 10%. На новата методологија заслужува да се каже дека прв пат би рекла јас во работењето на и действувањето на Сојузот како граѓанска организација бевме активни чинители на работните средби што се одржуваа во врска со креирање на новиот модел, односно на новиот начин за усогласување на пензиите, што нормално не може да не се каже дека е сериозен однос кон возрастната популација, бидејќи познато е дека пензијата е основен извор за обезбедување на материјална и социјална сигурност на корисници на пензија. Во овој период од година дена, како што функционира новата методологија, Сојузот продолжи да ја следи, да го следи остварувањето на новата методологија, како таа се реперкуира на висината на пензијата и на исплатата на пензиите, и при тоа веќе Сојузот има и нови предлози за унапредување на формулата за усогласување на пензиите, што верувам дека од страна на надлежните органи, до кои се доставени веќе тие нови предлози, ќе биде посветено и соодветно внимание. Клучното барање, односно клучниот нов предлог е исплатата на пензиите, кои што се тековно усогласени, да се исплатува за сите 12 месеци. Тоа е фер, коректно решение и мислам дека на тој начин ќе се надмине проблемот на создавање на различити нивоа на пензии меѓу пензионери кои што под исти услови остваруваат право на пензија. Значи се постигнуваат две крупни есенцијални цели за корисниците на пензија. Понатаму би рекла, ако накратко, дека на оваа работна средба, да ја наречем сериозна, бидејќи пензионерите навистина се задоволни што дојде денеска и премиерот и министерот за труд од нашето матично министерство, стана збори за пониските пензии, но верувам дека во иднина ќе биде и тоа тема на наша обсервација и заедничка соработка. Едно крупно прашање кое што денеска беше поставено на премиерот е отстапување на пензиските објекти на здруженијата на пензионери, бидејќи тие историски е познато и ноторен факт е дека биле изградени со средства на пензионерите, постепено, сукцесивно да се отстапуваат онаму каде што е можно и каде што се исполнети условите на здруженијата на пензионери. Бидејќи во денешно време утопија е да се градат некои објекти за самите здруженија како граѓански организации, меѓутоа она што е изградено со нивни средства да може да се полека отстапуваат на здруженијата на пензионери. Листата на прашања и интереси на пензионерите е долга, но таа ќе оставиме да ја решаваме во нашиот нареден период на соработка, како што впрочем рече и премиерот, создавајќи успешен партнерски однос како и досега. Благодарам.